Почитувани Вилам, уште едно добре дојде во новото издание на емисијата на Муабет. Овој пат на гости е кај нас едно прекрасно машко друштво, би рекла, кое што долги години, практично веќе една деценија ја носат чалгиската музика, енергија и прекрасна емоција низ секој сокак во градот. Велам, добре дојдовте во Охрид Њуз, добре ни дојдовте на овој Муабет за момците од ансамбл Билјана. Како сте денеска пред се? Благодариме, одлично, супер, и благодариме на поканата и поддршката сите овие години кој Охрид Њуз како медиум ни ја пружа да ја презентираме охридската песна и да продолжиме во она идеја која што имаме зацртана од самиот почеток. Ке започнеме од она што е поводот пред се за овој наш разговор, иако би имале, ми се чини, многу теми на Муабет кои со вас, но ејте, денеска сме тука за да промовираме нешто кое што треба да се случи многу наскоро, односно годишниот концерт кој што ансамбл Билјана го прави речиси една деценија, како што споменав. Па еве, да слушнеме од лидерот на групата Јован Поп Стефанија. Значи, овој концерт започна во 2012 година како едно чествување на 60 години од формирањето на ансамбл Билјана, бидејќи ансамблот е формиран во 1952 година од страна на монастирко Кузман Поп Стефанија и во 2012 почна како една малска природа, може да кажем, на Сарајште. Понак, open happening, тука комшиите беа и така, меѓутоа идејата се развиваше да дојдеме до ова што е денес. Значи сега имаме префрлено во предворието на Света Софија, ќе биде 9-та година поред како што правиме овој концерт. И сакаме да издигнеме охридската песна на повисоко ниво и да ја зачуваме од заборав и што е најважно да ја префрлиме на новите генерации. Што ќе може публиката да види на овој концерт? Па, како и секоја година, ние преферираме да свириме староградски и охридски песни. Сега имаме некои плюси песни од други региони од Македонија, меѓутоа тежнееме да свириме охридската староградска песна. Оваа година на концертот ќе ни гостуваат Волховски книзос, градскиот хор од Охрид, и Наум Петрески. Минатата година беше првото издание во пандемски услови на овој концерт. Оваа година повторно за жал е така, иако нели на сите ни беа надежите и молитвите да се смени и се биде поинако, но ете, второ пандемско издание ќе биде на годишниот концерт на ансамбл Билјана. Како ќе со оглед нели на сите овие работи кои што се случуваат, новите мерки и протоколи, како ќе се одржува концертот? Па целиот концерт ќе е согласно протоколите, значи ќе е со намален капацитет и со сертификати за вакцинација нормално. Меѓутоа, заради тоа што е намален капацитет, ќе имат лайв стриминг на Facebook и на YouTube. Благовремено нормално ќе си закачиме линк на фанпејџот на ансамбл Билјана и тие што немаш да можат да се физички присутни, ќе може да се следат лайв стриминг од концертот. Ова не е целосниот капацитет на ансамбл Билјана, нели, иако ми е многу драго што барем дел од вас успеавте да дојдете, ќе беше навистина убаво да направевме едно импровизирано студио да можевме и да засвириме, но сепак да го запазиме ова пандемско време, би рекла. Колкав е полниот состав на ансамблот и нели како течат подготовките сепак? Значи, ансамбл Билјана брои 4 луѓе, меѓутоа во ова издание, односно концертното издание, тука се и нашите пријатели и поддржувачи на ова идеја, бидејќи ова е стварно идеја да се зачува и традиционално, како што кажа, да се продолжи охридската чалгиска песна. Значи, ние сме 9 луѓе ќе бидеме оркестар. Тука се вклучени, значи, традиционалните инструменти на охридската чалгија, како што е виолината, значи, и многу важно е што имаме и канон, кларинет и така натаму, и сето тоа е за да можеме да го доловиме најтрадиционално и најоригинално она како што би требало да изгледа една
песна и да можеме да го пренесеме тоа на публиката. Како, верувам дека е предизвик и за вас, сепак станува збор за голем ансамбл, како успевате да ги реализирате пробите, така, нели, малце, сепак ситуацијата не е она на која што сме се навикнале, а ние сме сепак луѓе кои што, нели, сакаме и да се дружиме и да поминеме време заедно и сето тоа. Па, како што веќе рековте, значи тоа е веќе втора година. Поред имаме доволно голема просторија во која што можеме да ги одржуваме пробите, значи програмата е направена однапред, гледаме што помалку да се задржуваме заедно, да видиме, иако како што кажавме, сакаме да видиме што повеќе заедно, гледаме колку што може по-концизно, по-конкретно да бидеме побрзи и да го реализираме целове настан. Јован, ретко кога младите музичари се одлучуваат за овој правец на музика, вие сте буквално чуварите на традицијата. Како, нема да те прашам како започна приказната за Билјана, бидејќи нели веќе го кажавме, ја кажавме идејата и мотивот, туку дали се сеќавате на моментите кога започнуваше приказната, на вашето чувство, дали имаше несигурност, дали ова ќе успее, дали нема да успее, дали имаше двоумења за да тргнете во другите правци кои што нели ги налага 21. век? Па, реално ние почнавме во едно време кога што, ајде да не кажем, ама традиционалната музика доживуваше ренесанса, благодарение на Тоше Пројаски, кој го сними својот албум Божилак, значи. И веќе тогаш кога ние почнувавме во тој период почна да се прават преработки на стари песни и попеачите почна да снимаат стари заборавени песни и така натаму, и ние некаде почнувавме во тоа време. Реално вистина почнавме, значи, со, хајде да не речем, немавме големи очекувања за нешто дека ќе биде така, почнавме како да го обновиме ансамбл за да продолжиме традицијата, и не очекуваме ништо, па ќе видиме како ќе се одвива целата работа. Тоа најде на добар одзив кај публиката, значи стварно имавме посебно овдека во нашиот град имавме многу голема поддршка, а и од дел од старите живи членови на ансамблот. Тука можеме да споменеме и Ташко Петрески Шуле, кој се уште не поддржува, е жив. Имавме, значи, што би се рекол, грб поддршка да почнеме полека. Знаете како успони и падови, и ево стигнавме до ова што го работиме денес. Кој е настанот што најмногу остави импресија и впечаток до сега, до предгодишниот концерт за време на летото, бидејќи можам да кажам дека ова летната сезона и заврши, веќе се упатуваме кон новата зимска сезона, ајде би ја нарекла. Кој е настанот што го обележа летово за ансамбл Билјана? Настан што го обележа летово за ансамбл Билјана е джем сешанот во чест на нашиот починат другар Андреј Лавровски, што беше на 16 јули на плажата Аквалина, и можам да кажам дека беше едно, видите, самиот настан, каков е поводот, се има посебна енергија и тоа со зборови не може да се опише. Тие што беа на настанот знаат за тоа што таму нешто друго не сплотува, што стварно не може да се опише. Тој настан го правиме секоја година традиционално во чест на Андреј, па ето сите што се некои познаници, пријатели, слободно, ево и другата година слободно може да дојдат да ја почувствуваат енергијата. Да, настаните кои што ги работите во чест на Андреј, морам да признам искрено дека и кај мене будат посебни емоции, бидејќи нели Андреј сепак беше дете кое што јас го знаев од школските денови, и навистина можам да ви кажам едно благодарам за тоа што го правите за него, бидејќи заслужуваше неговата визија. Тоа е најмалку што можеме да направиме. Што се ините планови на ансамбл Билјана? Па, ние планови стандард си работиме, значи си ја продолжуваме традицијава, идејата да, ево, како што кажа, ова музика што се пласира во 21 век, што е популарна, ние се трудиме да зачуваме она изворното, нашето, значи чалгиското, охридското,
И тоа е тоа. Значи најбитно е на младиве да му ја пренесиме охридска чалге и традиција, пошто тоа ни се корените уствари. Така, тоа ни се корените, а ви велат ли некогаш, добро, цел свет отиде кон друга музика, кон друга насока, вие останавте на чалгијата? Имате ли можеби такви реакции некои од страна или секогаш се оние браво и добро? Има ли поддршка пред се за младите талентирани музичари кои што се трудат да ја задржат автентичноста и да го пренесат ова на идните генерации? Па, реално имат поддршка. Кога што кажав, тоа почна од пред некое време и гледам дека затоа што за секој воз имат патници, зависи како ќе ја доживи некој таа музика, бидејќи ако така гледаме, ова музика е светско културно наследство. Наша музика е спојна, наша музика е трубадурска музика, значи спојна медитеранската музика и ритмови и корените од отоманската музика. И кога така ќе ја разгледаш работа, всушност наша музика е светска музика. И баш сме разговарале со некои колеги дека ова, ако го спакуваш како добар проект, можеш да го продаваш како светска музика. Затоа што ти кога ќе продаваш светска музика, зборовите не се битни. Целокупниот продукт е многу битен, а наша музика има доста потенцијал за тоа и се надевам дека во иднина ќе имаме можност и тоа да го сработиме. Се надевам дека и јас навистина ќе произлезе и заинтересираност кај идни луѓе кои што ќе се јават и ќе речат да, јас сакам да го правам ова што го прават ансамбл Билјана или претходно други ансамбли кои што ете можеби ќе формираат нови групи, нови ансамбли ќе постојат понатака. Значи ние соработуваме со културолошката иницијатива 5 до 12, имаме еден заеднички настан кој што се вика тој Љубов, каде што имаме концерт на вода, што до сега го немало, го имавме во некој поинаков стил направено во минатите години, веќе 2 години соред го правиме концерт на вода со кајчиња и така. И баш со нив разговараме, значи во Македонија нема систем за нешто како да се направи и стоиме на располагање како ансамбл да направиме систем, да имат и школа ако треба, им стоиме да имаме летна школа, за тоа што ние го знаеме како сите музичари, значи сите 9-10 кои што работиме ова идеја како идеја за продолжување, стварно ако некој сакат и мислам дека следното лето ќе биде, ова година не дозволува условите да направиме тоа, да стварно и млади кои што работат и тежнеја да свират, тоа што го имаме и како материјали снимени од стариот ансамбл, од други ансамбли, баш тоа што го зборувате, ќе им стоиме на располагање да го пренесиме на помладите, за да може да ја свират и да доживеат таа енергија која што и нас не води да одиме напред. Дај Боже, јас ќе речам само дај Боже тоа да се случи. Да, Охридската пловидба, интересен настан кој што го споменавте, мислам дека е вреден за коментар. Какво беше искуството да се свири виолина на самото Охридско езеро? Значи, чувството е стварно прекрасно. И таква и беше и атмосферата, значи имаше многу кајчиња, имаше, мислам, нормално се протокол, ама стварно беше многу добро. И организирано, и енергијата, значи, нема притисок, нема никаков, само езеро и мирно езеро и тоа е убавина. Така да, спремни сме за нови подвизи, за нови идни планови. Уште еднаш во фокусот да кажеме дека ни е концертот кој што ќе се одржи во среда, така? На 8 септември. На 8 септември. 8 септември е намерно избран датум за овој концерт, така? Да, секоја година е сега ако не е 8 септември, гледаме да е околу 8 септември, меѓутоа гледаме дека околу денот на независноста на Македонија. Така да во бројното одбележување можеме слободно да кажеме дека ќе се вклучи ансамбл Билјана, уште еднаш ќе споменам, гости ќе бидат Наум Петрески и Вокс Лихнидос. Хорот Наум Петрески е навистина сериозно име во оваа музика, па ете можеби малку ќе почувствувате, не знам, и трема да исполнувате чалгиската музика пред Наум Петрески. Па, со оглед тоа дека секоја година имаме трема кога ќе го правиме концертов нормално, позитивна, така да и оваа година, сигурно. Вела дека е најтешко да се свири пред домашна публика, вистинито ли е тоа? Да.
пошто најмногу ги познаш луѓево и со нив живееш и најтешко е уствари и најзначајна ти е критиката кога ќе ти ја дадат. Можам да го потврдам истото дека и за водење емисии, со тоа што сега ги водам емисиите пред охридски гости, пред луѓе кои што ми се другари цел живот, навистина имам трема понекогаш и се чувствувам како да нели покрај тоа што секој ден сме заедно, сепак тука сме за да сработиме нешто навистина што е битно и што треба да се каже, да се презентира и да, вистината е така кога си пред своите имаш некако најмногу трема, ама ние не се сомневаме дека ансамбл Билјана повторно ќе го сработи ова на најмаестрален можен начин како што тоа го прави секогаш. Да ги поканиме уште еднаш сите оние кои што нели сакаат да присуствуваат, да уживаат во маестралната изведба на чалгиски звуци од членовите на ансамбл Билјана во предворието на Света Софија на 8 септември со почеток во колку часот заборавивме дека 20 часот. со почеток во 20 часот со ограничен капацитет, така да резервациите веќе би требало да ги правите, да уживате и на 9-тиот поред годишен концерт. Ви благодарам момци многу за гостувањето и само успеси понатака. Благодарам.